Ковачевски куртули од кривичен прогон, барем засега. Кривичната пријава за него удри во зид во обвинителството и покрај тоа што полицијата имала доволно докази против екс-премиерот и против екс-генералниот секретар за случајот Лотарија, обвинителството не ги прифатило пријавите. Не ги отфрлиле, ама уште не им бил кренат степенот на сомневање за Ковачевски. Нема тие што да се сомневаат дека на седница на влада на која е донесена криминалната одлука за Лотарија, зашто го ловат груби, дека веројатно присуствувал и Ковачевски. Не, тоа не е доволно да се убедат обвинителите. Изгледа треба да го фатат како прима мито на лице место па да се уверат. Всушност и тоа не е доволно. Го памтите видеото 1 евро за црквата, 1 за вицето? Значи не може полицијата толку да уопси колку правосудството може да ослободи. Ковачевски груби, наркокартели, терористички кели. Џабе владата влезе во отворена војна со организираниот криминал и корупција, ако во таа војна некој, во случај правосудството, ја саботира. Џабе ќе биде тоа што полицијата, која е дел од извршната власт, си ја заврши својата работа со собирањето докази, акции и апсења, ако некој ги ослободува криминалците. Второ, судирот на владата не е со некои си ситни джепароши, туку со крупни криминални играчи кои имаат многу ресурси, пари, луѓе и врски, а нашево мекотелно судство е познато по тоа дека е лесно подложно на разноразни непристојни понуди. Понуди или уцени како што беше таа на груби. Ке се врател, ама да не завршил во шутка. Да, токму е тоа понудата што груби преку својот адвокат ја испратил до судот. Според медиумите, вице-премиерот која здувал за Косово или Албанија, нели да заврши некои приватни работи, замислете, си имал веќе ангажиран адвокат, кој уште првиот ден се појавил пред судиите и ја пренел пораката од неговиот клиент дека бил подготвен да се врати од Косово, но под услов да не заврши во притвор, туку да добие поблага мерка. Која дрскас? Невидено. Ама веројатно тој го знае нашето судство подобро од нас, па затоа може да си дозволи ваква дрскост. Затоа велам, не може полицијата толку многу да уапси, колку што правосудството може да ослободи.